Да се подигне свеста за соодветен одговор во борбата против недозволената трговија со движното и недвижното културно наследство, решавање на проблемот со недостигот на компатибилен кадар, проблем со кој не се соочува само Македонија, туку и светот. Случајот Фаланга, вели јавната обвинителка Маја Конеска, е само уште една потврда дека е потребна јасна стратегија за ваков вид криминал, кој до 2010 беше многу скриен, но кога се отвори случајот, се воочија недостатоците во системот. Некои работи се решија, но не сите. Мојот предлог со искуството што го имам до сега е формирање на национална единица која што ќе се бори одговорно од овој вид на криминал, особено организираните криминални групи, да се направи едно посебно оделение со посебна група на полициски службеници, представници од управата за заштита на културно наследство и сите заедно едноставно да дадат организиран одговор на овој вид на криминал. Да има подобра соработка, особено со управата за заштита на културно наследство, кое што до сега беше една од најслабите карајки, морам да признам. Зајакнување на законодавната рамка и подобрување на професионалните капацитети на институциите кои се одговорни за заштитата на културното наследство. Свесни сме дека треба уште многу да се работи за поефективна координација меѓу државните институции, локалните заедници и меѓународните партнери, како и подобри алатки за идентификација, следење и враќање на културните добра. Губењето на културното наследство, трговијата со истото е своевиден напад на личниот и колективниот идентитет, забележа Матео Росати на отворањето на 5-дневната работилница борба против недозволената трговија со културни добра во Западен Балкан. Ова го прави културното добро толку посебно. Покрај материјалните добра, материјалната вредност има и значење, има символично значење, кое што не значи нам како поединци, како заедници, како народи и дозволете како луѓе. Кога ќе изгубиме културно добро, губиме клуч да разбереме кои сме и од каде сме. Македонскиот национален комитет при Меѓународното здружение за заштита на културното наследство во опасност, Синштит, уште минатата година реагираше дека немаме национален регистар на културно наследство каде би биле впишани движните добра, со што постои опасност тие да бидат продавани во регионот и низ светот.